Добро вечер. Втор дневник на Канал Плюс телевизија во 20 часот. Еве дел од настаните кои го одбележаа денешниот ден. Започна изградбата на колективен стамбен објект во Кочани, наменет за семејствата во социјален ризик. Огревни дрва нема доволно, цената расте. Сдруженијето на пензионери во Штип испорачува само букови дрва. Јавното претпријатие Македонски шуми се единствено надлежни за решавање на кризата. Родот на грозјето годинава е со одличен квалитет и голем принос. Лозарите очекуваат откупна цена за 2 денари повисока од лани. Започнаа градежните работи на стамбена зграда во Кочани, наменета за социјално загрозени семејства. За околу 2 години стамбеното прашање ќе го решат 43 семејства во социјален ризик. Акционерското друштво за стопанисување со стамбен простор во Кочани планира изградба на вакви објекти во други општини на истокот. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор подружница во Кочани започна со градежните работи за новата стамбена зграда наменета за лица со социјален ризик. Зградата ќе се гради во населбата Драчевик, како ламела 2 до веќе постојаната зграда со социјални станови. Станува збор за зграда по проектот FP1674 за изградба на лица во социјален ризик. Инвеститор е владата на Република Македонија. Ова зграда беше ветена и сега стигнуваме до финалниот дел на реализација на истата, односно отпочнавме со градба. Градбата отпочна минатиот понеделник, воведен е во градба изведувачот, тоа е фирмата Атриум од Вевчани. Зградата ќе биде со вкупно 43 стамбени единици. Согласно програмата ти имаат површина помеѓу 35 и 45 метри квадратни секоја поединечно и рокот за изведба на овој стамбен објект е 24 месеци, меѓутоа според разговорите со изведувачот и според наши видувања очекуваме да рокот биде искратен во зависност и од приликите на теренот и од временските прилики, така да некаде во 2017 година очекуваме да таму уште 43 семејства во социјален ризик од општина Кочани го решат своето стамбено прашање. Подружницата во Кочани, во која влегуваат и општините од истокот, ќе гради вакви згради и во другите градови од регионот. Нашата подружница покрива територија освен општина Кочани, општина Чишиново, Блешево и Зрновци, исто така Виница, Пекчево, Берово, Делчево, Македонска каменица. Ова е четврт објект кој што го реализираме до сега. До сега реализиравме еден во Кочани со 29 стамбени единици, во Македонска каменица исто 29 стамбени единици и во Берово со 51 стамбена единица. Веќе изготвена техничка документација, проекти за изградба на вакви 2 објекти, тоа еден во Пекчево и во Виница, а исто така во фаза на изготвување на проектна документација сме за еден нов проект, не на колективно станување, туку за индивидуално, односно да се градат типски куќи, кои што ќе бидат сместувани семејства и се изградат, се планира такви да има во Кочани, во Виница и во Пекчево. Вкупната вредност на објектот во Кочани изнесува 53 милиони денари и ќе располага со 43 стана со површина од 35 и 45 метри квадратни. Одбележан денот на градот Берово. Со свечена програма општината го прослави денот на ослободувањето. Беа пуштени во употреба новоизградените улици Неретва, Дамјан Груев и Ленинова, а на свеченоста присуствуваше и пратеникот Владко Ѓорчев. Со свечена програма, општина Берово го одбележа 23 август денот на градот Берово, денот во кој се прославува победата и слободата. По тој повод на споменикот на паднатите борци на кејот на Брегалница пред детската градинка 23 август, свежот свеќе положија делегација предводена од градоначалникот на општина Берово Драги Наџински, делегација од Советот на општина Берово, пратеничката во Собранието на Република Македонија Јагода Шакпанска, делегација од политичките партии и представници од Сдруженијето на пензионери.
Во рамки на одбележувањето на овој светол датум, во присуство на пратеникот на Собранието на Република Македонија Владимир Ѓорчев, официјално пуштени беа во употреба и новоизградените улици Неретва, Дамјан Груев и Ленинова. Денес имавме добар настан во општина Берово, значи пуштање на 3 улици, асфалтирање. Дел од нив исто така имаше и канализациони зафати, така што навистина Берово има голем број на такви инфраструктурни проекти и во делот на градот мислам дека имаме солиден прогрес. Сега се очекува да се тргне исто така и по селата, значи поголем број на населени места. Она што ме радува исто така е и од главниот пат до Митрашинци, значи тоа се работи за асфалтирање на патот заедно со источниот плански регион. Нормално тука ќе бидат опфатени повеќе други села, така што во општина Берово работиме и во делот на инфраструктурата во градот, но исто така и во населените места. На свечената седница на Советот на општина Берово, која се одржа во бизнис инкубаторот, а која ја водеше председателот на Советот Јован Матеничарски, свое обраќање имаше градоначалникот на општина Берово, кој ги изнесе заложбите на општината за развој на Берово и проектите кои се планирани да се реализираат во идниот период, додека реализираните проекти во периодот од 23 август 2014 година до сега беа пренесени преку документарен филм кој беше прикажан на седницата. Градоначалникот Драги Наџински, ценејќи ги достигнувањата на поединци и институции во развојот на општина Берово, додели благодарници во повеќе области од општественото делување, додека плакети за особен придонес додели на Благој Механџиски и на хуманитарната организација Холандија Македонија, кои се големи подржувачи на општина Берово. 15 до 20 килограми по кошница е просечниот принос на висококвалитетен темен мед во Виничко, за кој откупувачите нудат од 240 до 280 денари на големо, а цените на мало се движат од 300 до 350 денари за килограм. За виничките пчелари оваа година е поблага од претходната. Географската локација и местоположбата во комбинација со релативно поволните климатски услови ги наполнија пчелните кошници. Иако просекот по кошница се смета на крајот на сезоната, искусните пчелари ги прават првичните калкулации. Во просек некаде околу 12 до 15 килограми по пчелно семејство. Имаше во природата за кратко време, претходно беше многу слабо. Во однос на претходните години, една од подобрите години оваа година, така да задоволен. Меѓутоа, оние кои вложиле повеќе труд со дислоцирање на кошниците очекувано имаат многу подобра година во однос на претходните. Просек при пчелно семејство околу 20 килограми мед источен. Во однос на лани? Тоа е постигнато со селидбено пчеларење. Значи, зимото зимуваа во котлината, тука во Виничката котлина, потоа ги носев на планината обозна. И на тој начин постигнахме околу 20 килограми во просек. Додека, ако не се селат, бидејќи суша голема, приносите ќе бидат многу помали. Виничани можат да се пофалат со висококвалитетен темен мед за кој побарувачката е задоволителна. Побарувачката е добра, сега за сега, значи, околу 300 денари иде на мало, значи, додека на големо од 240 до 250 нудат прекупците. Така. Значи има побарувачка. Има побарувачка, па и да не се потроши не е проблем, бидејќи тоа е траен производ, не се расипува, значи така да, али никоја година не е останал за наредната година, така да секогаш фали. Со цената како органски производувачи не се задоволни баш и тешко се учат луѓето да користат органска храна, така да малце е тешко, ама ќе се трудиме да биде поано. Па со откупните цени имам некои информации, некои цени, ако се тие што се добри. На големо колку се движи откупот? Па на големо не знам што слушам од пчеларите, некаде околу 250, некои зборуваат до 260. Така. На мало? Па на мало 300-350. Грубата статистика најавува плодна година за пчеларите од Виница ако во профитот се калкулираат и 600 денара субвенции по пчелно семејство. Мотивацијата за проширување на оваа гранка и вмрежување на нови и млади пчелари сигурно нема да изостане од следната година.
Во пресрет на грејната сезона дел од граѓаните се во паника дека ќе останат без дрва за огрев. Доцни испораката на претходно порачани и платени дрва од Сдруженијата на пензионери и други добавувачи, додека приватните стоваришта се скоро празни. До стартот на грејната сезона има уште малку време. Сепак голем број граѓани се жалат дека не можат да купат огревно дрво, па многуми навелат дека морале да се ориентираат кон брикети или да најдат други алтернативи за загревање на домовите. По констатацијата дека има недостиг од огревно дрво, генерално секаде низ државата, надлежните основната причина ја наоѓаат во намалената сеча од страна на јавното претпријатие Македонски шуми, но и од сопствениците на приватни шуми, кои минатата година го натврлија планот за сеча, па годинава сечат помалку. Значи, сопствениците одлучија ланска година дека поголем дел од сечивиот етап ќе го отсечат, тоа го направија и сега од страна на сопствениците имаме помало учество на пазарот. Јавното претпријатие пак исто така има прилично комотна бројка од некаде 1 до 1.200.000 кубни метри дрвна маса која во текот на годината може да ја манипулира. Но факт е дека можеби ни полу од таа бројка, сега за тоа немам конкретни информации, но се претпоставува дека ни полу од таа бројка не е достигната во смисла на отсечена дрвна маса која ќе биде изнесена на пазарот за подмирување на потребите на граѓаните. Со самото тоа што има недостиг на огревно дрво, на истото му се зголемува и цената. Председателот на Сдруженијето на сопственици на приватни шуми, Војо Соколовски, вели дека цената на огревното дрво во моментов е превисока. Во Штип бука се продава од 3100 денари за метар кубен и 3300 денари за дап. Тоа се некои економски закономерности на пазарот, чим една роба е дефицитарна, низината цена ќе биде повисока. Иначе е нормално, тоа е легитимно право на собственик да си формира цена, но богоми и тоа подлежи на економски закономерности, така да пазарот ќе формира цената. Во овој момент мислам дека е превисока, но тоа е што е. Значи, во Малешевијата цената е некаде 2600-2700, така да се транспортни трошоци во другиот дел од државата треба да биде сигурно и посилна. Сдруженијето на пензионери на општина Штип и Карбинци ги известува сите оние кои имаат запишано огревни дрва во Сдруженијето во општините Штип и Карбинци, дека во текот на неделата ќе се продолжи со испорака на огревните дрва. Поради објективни проблеми нема да има испорака на дабови дрва и сите кои имаат уплатено даб можат да ги пренаменат во бука или секој ден од 8 до 12 часот да си ги подигнат уплатените средства. Се надеваме дека ќе се има разбирање за настанатиот проблем, зашто и се извинуваме на сите за ваквата состојба, стои во известувањето од Сдруженијето на пензионери. Инаку Штипското Сдружение на пензионери треба да испорача околу 5000 метри кубни дрва. До сега се испорачани само 1000, а во текот на оваа недела ќе се испорачаат уште 2400 метри кубни дрва. Оние 1600 кои нема да добијат огревно дрво можат да си ги земат парите назад. Овогодинешниот род на грозието е обилен и квалитетен. Лозарите се подготвуваат за богата берба, а очекуваат и пораст на цените, просечно за 2 денари по килограм, споредено со лани. Грозието годинава со рекордни приноси. Се очекува род од 12.000 килограми од хектар. Освен богат род, грозието е и со добар квалитет, велат производителите. Грозието е многу убаво оваа година, има добри приходи, натаму ќе видиме што ќе биде. Цената вика 12 денара, некој вика 13 и се качила, па дали ќе биде? Ние купуваме, вареме ракии, далавери, правиме секој година, како секој година и сега. Има доволно гројзи има оваа година, мислам. Така се палат кои имат гројзи, нели? Имат доволно гројзи, послужи годината, нема дождове многу. И гројзито е добро сега за сега, шеќери има доволно. Па година квалитетот на гројзито мислам дека е добар, просечен. Добар квалитетот, за разлика од лани. Ако се суди според шеќерноста, кога ќе почне бербата? Па според шеќерноста за 10 дена може ќе треба да почне, зависи. Од 15 септември таму да ќе треба да почне бербата. Поради пролетните дождови, вегетацијата годинава е пролонгирана, поради што и бербата ќе започне за 10 дена подоцна од вообичаеното, односно околу средината на септември. Минатата година откупната цена се движеше од 13 до 15 денари за килограм. Годинава производителите очекуваат за 2 денари повеќе. Лани 13 денара беше. 13 денара со 15, мислам, за
сортното. Сега може да е... Па да биде 2 денара поскапо бъде. 15 на 15 денара со 17 да биде. Во мерлото што е, например, ризлингот, тие се високо сортни. Во Штипско најголеми штети во лозарството предизвикуваат птиците штеточини. Од пред неколку години лозарите со нив се борат на многу ефикасен начин, со уреди за заплашување кои работат на принципот на автоматско вклучување на звучни вибрации. Има топови тука набавено и тие се, да, на плин и се штилуваат на 2 минути. Мислам, они се штилуваат и зависи колку, 10 минути, 15, ама која има повише птици напаѓање, мислам, на 2 минути се штилуваат и разгонуваат. Да, пукат на 2 минути, така 3 топа има наместено. Во Штип 3 фирми ќе вршат откуп на грозје: Езимет вино, Винарија Аневски и Мако вино. Се очекува да бидат прифатени околу 20 милиони килограми грозје. Дел од произведеното по традиција ќе заврши кај сопствениците за подготовка на ракија и вино. Денес стартува вториот уписен рок во средните училишта во државата и на Универзитетот Гоце Делчев. Во сите средни училишта има непополните места од првиот упис, а во некои училишта за привлекување ученици се нудат и стипендии и договори за практикантска работа во компаниите. На Штипскиот универзитет уписите ќе продолжат и утре. Денес е вториот уписен рок во средните училишта и на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Идните средношколци можат да се пријавуваат во сите средни училишта во земјава. Слободни места има и во гимназиите и во средните стручни училишта. И годинава Министерството ги намали бодовите за уписи во атрактивните насоки. Секоја училиште чека да се пополни предвидениот број на паралелки, а некои од стручните училишта на самиот старт им нудат и договори за пракса во некоја од компаниите. Таков е случајот со средното текстилно училиште Димитар Мирачиев во Штип, каде само денес се пријавиле 11 идни средношколци. Инаку ова средно текстилно училиште во првиот уписен рок запиша само 10 ученици и токму затоа уписи ќе врши се до 31 август. На Штипскиот универзитет уписите ќе се одвиваат и утре. Слободни места има вкупно 3524 и тоа на сите факултети и академии, од кои 1752 за редовно студирање во државна квота, 985 за редовно студирање во квотата со кофинансирање и 787 за вонредно студирање. Раководството на универзитетот вели дека со уписите во вториот и третиот уписен рок очекуваат да ја достигнат бројката од околу 3000 бруцуши. Остануваме со образованието. Од оваа училишна година во Делчевската гимназија наставата ќе се изведува во една смена. Во Беровската гимназија од септември ќе профункционира нов училишен ресторан за потребите на учениците од угостителската струка. Средните училишта од крајниот исток ги вршат последните подготовки за стартот на учебната година. Од 1 септември вработените учениците во гимназијата Методи Митевски Брицо во Делчево започнуваат со едносменско работење. Новитет во работењето на Делчевската гимназија кој се јавува како резултат на успешната реализација на проектот за доградба на 6 нови и целосно опремени училници. Целосно да бидат опремени со школски клупи, со столчиња и со смарт табла за интерактивна настава во нашето училиште. 2 LCD проектори, има 15 компјутери кои што ќе има возможност на сите ученици кои што ќе се запишат во нашето училиште да имаат и за тие веќе што се во нашето училиште да имаат поинтересна, односно поквалитетна настава. Со завршувањето комплетно на овие 6 училници ние имаме услови од 1 септември во нашето училиште наставата да се одвива во една смена, бидејќи до сега наставата се одвиваше во 2 смени, а од 1 септември наставата ќе се одвива во една смена. Инаку буџетот за доградба на 6 училници во Делчевската гимназија изнесува близу 130.000 евра. Проект чиј што партнер на Делчевската гимназија е средното општинско училиште Кузма Шапкарев од Благоевград, Република Бугарија. Пред стартот на учебната година новини има и во Беровската гимназија. Таму се реконструираше кровната конструкција на општинското средно училиште Ацо Русковски, додека во ово училиште од септември ќе почне да функционира и новиот училишен ресторан кој што се градеше за потребите на угостителската струка. Во наша апликација во Министерството за образование и наука добивме грант за опремување на ресторан за послужување за потребите на угостителско-туристичката струка. Од наша страна, односно наше задолжение беше да ја санираме училницата, да ја реновираме. Вкупната инвестиција е околу 160.000 денари, додека опремата која се надеваме дека ќе ни ја донира Министерството се движи од 20 до 25.000 евра.
Воедно денес во овие училишта, како и во сите други средни училишта во Република Македонија, започна пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок. Слободни места за сега има и во Делчевската гимназија, но и во гимназиите во Берово и Македонска Каменица. Почна асфалтирањето на влезот во Штип. Јавното претпријатие за државни патишта ја проширува сообраќајницата, а локалната власт ќе ја уреди и пешачката зона. Јавното претпријатие за државни патишта започна со асфалтирањето на кружниот тек на влезот во Штип од кај железничката станица. Ова е прва фаза од планираната реконструкција на патот до кампус 4 кон населбата Три Чешми. Очекуваме овие активности да завршат за 2 дена, пошто ќе се отпочне со рехабилитација на 1 километар во продолжение од кружниот тек кон село Три Чешми, односно до кампусот 4 на Универзитетот Гоце Делчев. Оваа делница од 1 километар од сегашните 6 метри ќе биде проширена на 7 метри. Инвестицијата е во вредност од 9 милиони денари, средства обезбедени од Јавното претпријатие за државни патишта преку програмата за одржување на државните патишта. Паралелно со изградбата на патот ќе се изградат и тротоари со цел поголема безбедност на студентите и останатите граѓани кои ја користат оваа делница. Прв солистички концерт одржа младата флейтистка Тијана Јовик во Кочани. Публиката во мултикултурниот центар во Кочани имаше ретка можност да ужива во делата на Хендел, Бах, Доплер и Прокопиев. Во вдахновен музички амбиент во кој се вклопи и публиката, Тијана Јовик им приреди едно од најубавите музички доживувања на кочанчани, кои беа присутни во салата на мултикултурниот центар. Силно подготвена и сконцентрирана, возбудена поради својот првенец пред својата публика, таа целосно се соживеа со флейтата од која извираа префинети звуци, компонирани од светските мајстори Бах, Хендел, Доплер или нашиот Прокопиев. Чест ми е што мојот прв солистички концерт го одржав во Кочани. Летниот распуст го посветив за да работам под менторство на магистар Ангелина Катмерова, а во пијано соработка на професор Оливер Стоименов. Целта на овој концерт беше пред се да ги покажам моите технички способности, моето музицирање, а воедно да ја приредам на публиката пријатен културен настан. За се да биде музички совршено се погрежи и професорот по пијано Оливер Стоименов, кој беше извонреден придружник во музичкото доживување. И ме радува тоа што од нашата општина се раѓаат нови таленти, нови млади надежни музичари. Ме радува тоа што Тијана се одлучи да првиот рецитал да го одржи тука во Кочани. Ме радува тоа што ме избра мене да ја придружувам на пијано. Таа свири доста захтевен материјал што го изразува незината амбиција и незиниот талент. Храброста на Тијана да се појави со солистички концерт пред полна сала веројатно наоѓа своја потпора и во менторството на магистерот по флейта Ангелина Катмерова Алексова, во чија класа всушност Тијана ги оствари своите музички соништа. Тијана е талентирана, млада и амбициозна млада флейтистка и со неја е вистинско задоволство да се работи и се надевам дека понатаму нејзиниот ентузијазам ќе го насочи кон тоа да се движи кон патеките на успехот и покрај талентот што го поседува, секако треба и многу работа, но и се надевам дека и до година натаму ќе не удостојува со еден ваков убав концерт. Својата музичка наобразба Тијана ја надоградува на Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје. Припадниците на Исламска држава вчера го разурнале древниот храм Баал Шамин во сирискиот град Палмира. Храмот во древниот град Палмира е подигнат во првиот век од новата ера и е посветен на врховниот асирски бог Баал, кој се споредува со старогрчкиот Зевс или римскиот Јупитер. Храмот е дел од комплексот од останките на градот Тадмур. Археолозите кои работат во регионот го сметаат овој храм за еден од највредните и најдобро зачувани фрагменти од древниот град.
Северна Кореја се подготвува за воена провокација. Над 50 севернокорејски подморници исчезнале од радарите на Јужна Кореја и САД, што представува 70% од целата подводна флота на Северна Кореја. Војската во Јужна Кореја е загрижена дека подморниците можат да ја преминат по морската граница меѓу двете земји и да нанесат удари по јужнокорејски бродови или да уфрлат командоси на јужнокорејската територија. Подморниците се тешки за следење, бидејќи се голема бројка. Јужна Кореја и САД почнаа патролирање со противподводна облека. Стотина германски државјани загинале во борбите на страната на Исламската држава во Сирија и Ирак. Според германскиот министер, од 2012 година околу 700 германци заминале во Сирија и Ирак за да се приклучат на ИСИС. Тој додава дека третина од таа бројка се вратила во Германија. На почетокот на месецот ИСИС на интернет објави прво видео на германски државјанин кој ги повикува муслиманите во Германија и Австрија да дојдат на територија под контрола на џихадистите или да покренат самостојни напади во матичните држави. По кратката пауза Кристијан Воденски продолжува со своите настапи. Тој беше дел од Fight Event Судервих во дисциплината К1, каде што во фул контакт се бореше со надпреварувачот Колин Колчак, борба која што од страна на судиите беше прогласена за нерешена. Нормално јас победив, ама бидејќи сме деца, борбата ја прогласија за нерешена. Не е фер, кратко прокоментира Воденски на социјалните мрежи. Инаку тренерот и татко на Воденски Ване вели дека Кико во првата рунда си ги испитувал силите со неговиот противник, но дека во втората рунда нон-стоп напагел, па затоа не му е јасно како можело борбата да заврши нерешено. Инаку Воденски борбите ги продолжува по заслужениот одмор, кој му беше награда за серијата добри резултати на големите надпреварувања, од кои речиси секогаш освојуваше медал. Последниот успех кој го постигна младиот беровченец е оној во германскиот куп, кога во Штраубин го освои појасот во кикбокс во лајт контакт во категоријата до 25 кг на светската кикбокс и карате унија. Останете со програмата на Канал Плюс, веднаш по дневникот следува емисијата Спорт Плюс. Пријатна вечер.